човекот кој што играл со или против Бранко, Бебето, Дунга, така, има дресчиња, Тафарел. И мој деда покойни шајкача на главу, опанци на ноге, стапче вако и се качува по степеници и дооди каде мене горе. Сине вика, по Кумановски чу, колко ти дава во овие? Викам 60 милиона, дедо, за 4 години. Ја ќе ти дам 180 да си останеш дома. Дедо, не бива. Ја, едноставно, тој ме вуче, тој сакам, тој ми е животна желја, едноставно. Конечен резултат 3:1 за Партизан поставио е Станојковиќ. Била е то мала бравура Партизановог најстаријeg играча. Мишко, еве нека биде ексклузива, она никого не сум му кажал до себе. Али на никого. Тој му знае само моја жена. Значи, ја и Дарко, година дена, пред тоа, одевме за репрезентација. Ја 88 година играм за репрезентација. Односно, бевте и у Сеул на Олимпијада? Така е, тоа ќе се вратиме после. И од таа 88 година, значи, и 89-та, таа сезона, 88-89-та, а ќе слетаме во Белград, таму слетувавме, па после тоа со авион од Белград до Скопје ја и Даре. Мене и Дарко не возеа луѓе од Звезда. Воја Кис, познати тоа, Даре ќе гледа ова, па ќе знае он кој е. Девојка за све. Мене ќе ме остави у Речицу, ја ќе го одвезе за Скопје. И све е договорено. 6 месеца унапред. Таа изјава ја дадов проформе, ради Шекуларас. Шекуларас не може ништа да, он не беше ни тогаш ни у план да биде тренер. А после тоа да. После тоа да, не ми треба. Тоа го изјави. И 89-та година враќамо се од, дали задната утакмица, да, Норвешка. У Осло игравме. Квалификација, ова репрезентација. Квалификација тоа е, мислам дека беше задна утакмица, да. Веќе ние пред тоа бевме квалификувани као први. И нормално аеродром ме чека Воја Кис. Дарко си оди на Скопје. У кола на Нови Београд у стан. Поима немам. Ти кај су, ништо су. 2 дена. Нема излагање, нема нигде одење. Тука ти е јадење, пиење, спиење, све што ти треба, само телефон, овој ти е телефон, само се јави. 2 дена, не знам, поема немам кај су. Под прозор што гледаш и оној, врата заклучени. И? Викам ти, ово ти е ексклузивно, ово прва е ради пете, што те почитувам и прв пат кажувам нешто, никој ова, викам ти, моја жена го знае тоа и ретко кој друго кој тај. И ништо чекаш, дремеш тамо, седиш, гледаш телевизор, булиш кроз прозор. И третиот ден идеш, доаѓа. Човек нонстоп со мене тука. Нонстоп доаѓа, излага, нонстоп, значи не сум сам. И али клучна врата. И одам, и третиот ден идем овојке, кола и во просторија на Звезда. Идемо тамо, сега пореđане вака, овде Джајич, овде Цвеле, а у чело Ташњаревиќ. Кожња ташна, голема. Вака, тука стои. Гледам што ташни доши, евате. Ја мислам ако уговори тие, поема нема што е. Оно паре биле. И бла, тој се. Цена е договорена унапред, 6 месеца. Колку? 200.000 марки. Ују, тоа време. Да. 88. 200.000 марки за Војадин Станојковиќ. Плюс, тоа само за тебе плюс плати? Само за мене. И?
89 година. И они, вика, Вујке, Джаја, Вујке, слушај, ми правиме шампионску екипу, ми правиме ово, ќе земеме ово, ќе го земеме оно, ќе вака, онака. Јас знаев и за сите, и за Дарко, и за Део, и за Просинечки, и за сите играчи кои и дека сакаат Михајловиќ да го зема, да го вратат назад, пред тоа не се нешто договорили, немам поема. Он си правил човекот, они свеле, значи мозгови. Унапред, значи 6-7 години да. Тоа е така шампионскиот тим на Звезда. И он ми вика, еве ти 80.000 одма и оние 3 рати натаму по 40.000. И со дете од села, нормално. Ќе се ценикаш. Кога се ценикаш, бе? Ја викам 120 джа. А 80 викам на оние 3 рати. Ама Вујке вака, сат време ме убедува луѓето. Цвеле, Вујке, бе, знаеш што е, имам ово, имам добар тим, им биче ово, требаш ни ти по тој десна страни, требаш ми овако, таман да се комплетираме, ово. И ја викам, ајде да размислим, рекол, па ќе му се чути сутра, може така. Сутра е мало сутра. Фала, пуло пријатно. А кој ќе разговара со тебе, дете од село, и се ти ќе збориш, ќе оценуваш од не 80.000 120.000 бараш. Малку ти толку пари, сега еде уште. И нешто вика, важи, чучемо се. Како нешто. Меѓу време, доноси како се вика, покојни Чича Милјан, дека сите играчи кои се слободни, а одат од помал во поголем клуб, као што ова зборев ФСЈ, што правеше од помала лига во поголема, дека мора да плати обештетување. На кој, на клуб? Да, на клуб. А мене истечен уговор. 89 година. Јуни 85-та, јуни 89-та. И одам кај покојни Чичко Чале, вика, ми даде лист, не ми даде, него вика, Вујке, 250.000 марки, вика, обештетување. Кој да даде? Ако одеш некаде? Да, у Македонска лига, не е надвор. Не е надвор. Ја па Југословенска лига. Југословенска лига. Па надвор не можеше да се оди до 28 години. Не, тогаш баш можеш. Тогаш можеш, почнува. Веројатно со Дражен Петровиќ ги прекинаа малку. Може, да. Викам, Чичко бе, 250.000. Па не ли е многу? Вика толку, века. Као што Зека после светско првенство имаше некои понуди, на мене спас, отидовме таму, и викам така и така, пошто ја повише зборев, повише така слободен, него спаса и овие други. Затоа им бев и капитен. И бев по така, ајде да кажам, речити, едноставно не се либев од ништо, затоа што знам, поштено работев, поштено и коректно сите утакмици, тренинзи ги работев. И он ми вика, Джаја, Зека, вика, стари, донесите по $1.000.000, кажи, може да идете. Ја гледам, викам, си ти нормален, бре? Кој ќе да даш за мене $1.000.000? За десног бека $1.000.000. Па дај, молим те, Зеко, нема да зезаш. Вика, стари, ви сте репрезентативци, целата е таа. Нека донесе кој ве сака. А би викам, има одредени екипи кои се заинтересирани, сака да преговарат. Ама ова што го ти кажуваш, викам, стварно не е $1.000.000. Фи нешто, заврши. Не го сакам, а по ова што го зборам. Чале, вика, донеси да плати 250.000. Изрукава, ланка, 250.000. Да, као 100 денари. Да, да. Чичко Чале, бе, не добив ништо. Ни стан, ни деловен простор, ни кола, ни пари добив. Сите овие околу мене, мои саиграчи, немам ништо против. Сите добија буквално се. Кој ова, кој она, кој вака, кој ја ништо. Осим тие 60 милиони по 15 милиона годишно што ми ги дадов. Ти нормално таа плата или премичка што била, што е нова, ама тоа е одработено. Пошто викам, ви
Да, Вардар ми даде афирмација. Ја да не би, Вардар не би бил и Добре, да, и вие репрезентативец. дадовте. Нема, ама ја вратив многу за Вардар да се чуе. Вие бевте репрезентативец од И Вардар. репрезентатив, не зборам само за себе. Зборам за Дарко. Зборам за другите исто играчи. Не вика толка е сега. Ја иду дома. А чуја чика Тома Калоперовиќ, да не биднала работа со Звезда и врти. На обичен телефон тамо. Ујке така, да, добар дан, како си, што си, добро? Ми смо заинтересирани за тебе, ти да дојдеш у Партизан. Викам, чека Тома, не играм фудбал. А прво идам дома и викам, Станислав, не играм фудбал, више не ми интересира. Тражи ми толку и толку пари. Ако гледам списокот кој го има, и пази направено, Војадин Станојковиќ 250.000. Чеде Јаневски у Србс Бриш иде 150.000. Пепи Георгиевски во Франција, каде беше таму, не знам, 100.000, и не знам кој беше четврти. Пази, они идат у иностранство. Да. А ја идам, пази, за мене е цената во Југословенска лига 250.000. Па кој ќе даде бе те пари за мене? Да. Па да. Партизан? Да. Па теаш ти си се подценил. Ама зашто тие пари? Ама после не беа тогаш 200 и кусур илјади што ги ја барав од Партизан. Па ја се наобучив мангу бидно. Мораше да ја да попуштам на цифрата која Партизан ми ги дава на мене. И нормално тоа црни пари таму, другачи иде. Добро, тоа така било тогаш. Да, тогаш така било. И еве, не игра. Чек се, Партизан даде пари на вакото. Не, уствари ви се ова чика вакото Тома постојано. ми се јавја нонстоп. А вие решен да се откажете од Не, не играм фудбал, готово. Не играм, не сакам, нека пројде овај прелазни рок. Вајде некој ќе се заинтересира после за мене, па ќе... А на крај на памет пази репрезентативец. Доди, пази светско првенство. Пази, уопште не размишляш, луда глава. Чекај бре, Вуја бре, мани, некој друг плаче тамо, што те брига бре? Ама сека да размишляш. Да. Ама така, пази, оценја се увреден, толку сум дал за Вардар, ништо не сум добил, а од барем еден дучен да добив, да барем некој паре да добив, нешто, па ајде, знаеш, нема проблем. И викам, не играм, Станислава се јавља тама, бе, вика, чека Тома упорам, бе, чека Тома упорам. Не се јавljam, не играм фудбал. И искочу си надвор. Не играм фудбал. Човек упорам. Можда 10 пута Мишко ја вртеја човек. Јави се, Дави, вика, стварно нема смисла, бе, ти, ало, бе, чека Тома те вика, бе, звони, од пристојност, ако ништо друго. Викам, управо си. Јавља се. Слушај, сине. Може ли ја и ти да се најдеме негде на пола пат, па ја и ти да поразговараме? Не треба ништа. Те разбирам, се те разбирам. Дека си разочаран, дека сето тоа, дека имаш гнев против некого и не знам што. Вика, може би, че тоа важи. Хајде да се најдеме. Ајде на пола пат, у најс. Униш онде. Хотел. Ти 200 од оздола, ние од 200 од озгоре, вика, ќе се најдеме таму. Важи, че тоа. Може ли сутра да се видиме? Може, че тоа. Колко сад, толку и толку. Татко ми имаше 300.500, 1300, освари тогаш лего 1500. Ја колата запали, со Станислав, со мене, ајдемо горе. А Станислав нонстоп со тебе? Да, па не, без жена и без дете не са нигде бија. И идемо тамо, двојца од управни одбор, у тоа време чичовци, кода ја у моје годиште се, 63 години, кој што сам јас, и чека Тома. И седимо тој причамо овако, онака. И чека Тома, знаеш, шлифуван, стар лисац, искусан тренер, директор на Партизана, он беше тогаш. Сине овако, сине онако, сине ова, сине оно. Па ја тебе разумем, па ја тебе ово, па али слушај, ми ќе му тоа све да средимо, ми ќе му све тоа доредимо, нема ти општо се бринеш. Ти реци нама твое. А за ово и друго, каже, ти општо немај се кираш. Ја, добро, чека Тома. Колко тражиш, Вујо? Па реко толико и толико. И ова двојица, Мишко, Томо дај руку, буквално така. Пред очи ми се тоа. Ти малку си говори.
Ма сега Не дајде ви, да не да. замарамо, И? да не замарамо гледалци, нема смисла. И ово вика, у реду е, пристојам, нема проблем. Ali pazi, imam ja upravni odbor, imam generalnog sekretara, imam predsjednika, ja mora da ovo kažem njima, pa oni da odluče i da sve to bude onako ko što valja. Nema nikakav problem, ja se slažem. Ова сме уште 88, така? Не, ovo je 89-та, 89-та, после Звезда, ovo što ti после izgovaram. Звезда, да, После Звезда, 89-та. после Звезда. Значи Звезда пропаѓа Да, да, и да. сега Чика Партизан. Тома чуе и Чика Тома еве го. И се завршува тој состанок, ова било, она било, не е битно, и тогаш пак Белград, и пак негде ме одведува тамо 2 дена, пак не знам појма, немам каде и што. Сам? Сам, додуше и жена дојде со мене, Санислава, ама она отиде кај кумот. Да, не сме да знаат кај си, да не те најде. Да, бе, да. Ма веш, појма неа, бе, ти ко да си, немам појма што работи. Ти викам, оно се Звезда што сам И доживеа, седиш. тој, што дремеш ко... И се договорија на крај? Не е готово, завршено ми се. Јавочка Тома утрето на одма. Готово, завршена работа. Ако веруваш, дојде у Скопје. 5 мина од управен одбор на чело со Зека Зечевиќ. У Континентал. Не Континентал, него како се у Гранд Хотел. Гранд. Сега Holiday Inn. Да. И ме вика Чикачале, вика, Вујке, дојде овие од Партизан, така и така се најавија, важи, нема проблем. Јас си седам у фоја тамо, и они се договара тамо, појма немам што и како. Пари, ова било, кај, што, како, не знам, провизија, ова било, она била, бонуси, 250.000 стојам на стал. Ја идам тамо, и Зека мене, вика, Вујке, ми мора да платиме толку и толку, знаеш, мора нешто мало да смањиш. Тоа ще смањиш, више. Ти да смањиш? Да, и смањив тогаш. Али тогаш кажав повише него што на Звезда. И така и видно. И дај руку, и Белград и пак исто. И пред 24:00 у ОФС Белград потпишување, уговор. И така. Кој бија Партизан тоа? Ти беше шампион со Партизан и освоиваш на купата? Прво одма кога отидов, освоивме Суперкуп. Партизан освои куп та 88-89 година, Добро. а ние со Војводина шампиони беа. Освоивме, игравме тоа прва утакмица, една утакмица у Нови Сад и ги победивме, освоивме Суперкуп. Бев шампион, прво 92 бев освоив куп со Партизан и 92-93 шампиони на Југославија. Таа окрнjena Југославија. Партизан, Пеџа играше тогаш Мијатовиќ? Пеџа, да, ја 89-та дојдов, а Пеџа дојде 90-та. Кој бранеше, Омеровиќ? Да, Омеровиќ, Пандуловиќ беше како се вика, Омеровиќ, Станојковиќ, јас се сеќавам на радио, Омеровиќ, Станојковиќ. Да, Станојковиќ, онда тука беше Гордан Петрич, Буда Вујачиć, па лево играше Џони Новак, па Јукановиќ у средина, па десно Горан Богдановиќ, лево Крчмаревиќ, па тогаш играше и Милојевиќ, Милко Ѓуровски. Милко се пати? Да, година дена, да. И Милко исти така. И Шчепа горе, да. И Шчепа. Милоје дојде тогаш од Звезда и... Од Звезда. Најголем невиден трансфер беше тоа од Звезда во Партизан. И со Милко, да. И тоа исто као мене. Налјути се на Джају нешто и река јас си одам. И си отиде во Партизан. Па исто е приказната за Стан или ќе ми даеш или си одам во Партизан и си отиде во Партизан. И тоа јако. И после се направи една одлична генерација. Одлична генерација, вие бевте шампиони, меѓутоа сепак види, овие бојни што те асоцираат Црно-Бела? Да, Партизан. Ако потајно, кога веќе се тие Звезда Партизан, големата четворка е Звезда Партизан, Хајдук, Динамо, тие биле кои што вртеле. Потајно си имал некој клуб каде што би сакал да играш? За мене секогаш бил... Или Партизан е тоа кој што... Не, па пази, тоа е професионализам. Значи сега да не се лажеме. Може некој да... За мене секогаш бил Реал Мадрид. Еве, нешто мое кое сум секогаш сакал и Бајерн Михен. Добро, ама сега говорам за Југославија, ама например сите сум ги сакал, сите, и за... Звезда, и Партизан, и Вардар, прво Вардар, нормално. Прво Вардар и значи знаеш што имало плејада на играчи. Не знаеш па ти велеш.
Туцо. Па не као дете, као Као дете. Марич, Па добро, ја Марич. како дете, така. Семир Туце сум го фатил, ти си фатил други, ја тоа Туце јас го сум фатил. играл против него, тоа е веќе друга работа, Да. не го зборам ја као дете, значи Душан Баевиќ, значи Емер Марич, како се вика, везна линија како се викаше, па не знам Сараево, па не знам Сафе Сушич исто, Да. па не знам таму во Железничар. Значи нема тоа била плејада на играчи, Раднички Едно Ниш, време и за Војводина. Железничар навивав, А заради како не? Бождаревиќ. Да. Па Бране Облак, па не знам кој, па нема кој Добро. не. Potrebno beogradskoj ekipi da izjednači preko preciznog i danas veoma raspoloženog Stanojkovića. Ovako je produžena rezultatska neizvjesnost.